Не знам што да правам, човек. Пиши му, бе. Вака ќе му пишеш. Те сакам, бе. Те сакам. Директно. Тоа сакаат мачките, бе. Храбри, иницијативни, бе. Дрски жени. Абе, не можам така. Абе, пиши му те сакам во поштенско сандаче. Добре, еве напишав. Дај ми го сега. Дај ми го ставим у поштенското сандаче. Стави го тука. Сега нека одлежи тука едно Аха, 24-48 сата. добро. 100% ти се јави. Викаш? Гарантирам. Лека ноќ, почитувани гледачи, сограѓани, гласачи и слични хомо сапиенси. Сигурно со нетрпение чекате да дознаете кои сме ние. Епа ние сме вашите Јелена и Александар. Лека ноќ од мене. Вие гледате вчерашни новости, а одовде секој неделно ве носиме чекор заците. Така е, Ацко, да го фрлиме сидрото и да одиме напред со вчерашни. Еве што следува. Дознаваме како јогата стана клучна пресвртница во македонската историја. Нова анализа во вчерашни за најновите случувања во председателската кампања. Ексклузивно, што си кажа Заев и Ципрас неделава. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. И ова лето помини си фараонски во Египет со савана. All-inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со савана. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Рандом деца или на македонски деца по случаен избор бараат Стево да им биде татко и му пеат песни за роден ден како на Кенеди. Се на се лудница во мало. Да видиме, па после по еден брземо пам. Среќен роден ден, Стево, среќен роден ден, председателе. Среќен роден ден, Стево. И вчерашни му посакува среќен роден ден на Стево Пендаровски, затоа што ќе му треба, ако вака му почнувала годината. И нека избегнува возење со карбиолет. Режија, зошто да не се вози со кабриолет? Па за да не му се расипе фризурата. А ние продолжуваме со вчерашни. Премиерот Зоран Заев минатата недела го пушти блицот на помирувањето. Се очекува уште лидерот на ВСМР ДПСМН Мице Христовски да се појави во кадарот. И спремен сум дури и селфи со Мицковски да направам. Само рака нека подаде. Но само под некои услови. Мицковски да се откаже од Груевски, да ги тргне наочарите за тоа што прават оција на сликата,
Мицкоски да не праве дакфейс, двете партии да состават координативно тело за да одлучат кој филтер на Инстаграм ќе се користе и Зоран Заев да го задржи правото на пишење на наслов на фотографијата и неено бришење ако нема доволно лајкови. Се надеваме дека Мицкоски ќе има слух и ќе се случи ваква историска фотографија за учебниците што идат во иднина. По примерот на јавно-приватното партнерство во јавното здравство на јавното Филипче, јавно-приватната полиција на јавно Спасовски и други јавни услуги стануваат јавно-приватни. Така, студио се наоѓаме на гробиштата на Римсон, каде Северен Римсон, у Грција имало више на Римсон, не се повторуваме. се наоѓаме на гробиштата Северен на Римсон, каде што започна јавно-приватното партнерство во погребувањето. Како оди? Имаш еден перо еден со бркови, тој го вика Ручка. Он ми е дедо, јас сум му негов внук, јас сум чко Славе, Леш ме викаат. Оти немало Леш тука што ќе пројдат на Славе Ручката, а нема па. Јас сериозно ве прашувам. Јас сериозно ве прашувам, дали има нешто ново во јавно-приватното партнерство? Што има ново? Можеш да видиш што има ново, што има ново. Одвратно е ова. Па за кого како? Овие гледаш се, овие нема државно го закопаа пола за приватно немаа пари. Бе си викам па што? Па вака па поубаво сам за себе си е споменик, нема треба да оние нешто пари покрада овие со граните со мерве, не ме за и плюс ако има тука едно гробче што го зема овие новите. Ако роднини им се, нивни луѓе, па ќе може да се ги спојат. Тука се подпираат, знаеш каде подкрепа фамилиарна. А има нешто полошо од ова? Има, кога погребаме обратно, па му ја украат патиките. Боске бил девека. Сега ќе го покана магионичарот да дојде и со својата магична шапка, односно да му ја стави шапката на главата на умрениот како би можеле да си позборуваме со истиот. Добре. Стана, ви. Господин, има живот после смртта? Молим? Тоа немаше живот кога бев жив, сега после смртта живот. Абе, дај да закопајте ме, жити се, дај. Гајле, го ќе доплатиш. Абе, дај жити се да ти зада половина на мински, дај не. Од шоба, од аеробикот да не ти Абе, дај да закопајте ме, жити, бе. Студио, ме молам, трнете ме од тука, не се закопам сама. Абе, дај види некој црв у г***то да кијамо. Те јаде црвот, а? Еј, чекай, Ципе, дај рука да се сликне, да не сликне. Владата отвори конкурс за есеи на темата НАТО и јас. Па еве го мојот есеј. Само момент. НАТО и јас. НАТО, сакам да влезам во тебе. Да ме штитиш како што се штитиш себе. Имам амбиција да носам пушка, да ја бранам дедовата јаболкница и крушка. Мил НАТО, ти си за мене све. Чекам да сме заедно деценија или две. Мислиш имам шанси за конкурсов? А сома за средношколци е конкурсот. Абе, преку син ми ке конкурирам. Како ми текна, човече. Јецо, кога беше мала, што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? Водителка на вчерашни. Најде со кога да се мајтапиш. Сепак, годините не се пречка човек да сонува. А секој човек има свои соништа, што сака да ги оствари. И независниот кандидат на ВСМРО ДПМН, Силјановска, е човек со соништа. И тоа големи соништа. Како што изјави таа во Кавадарци, а може би и неготино, таа сака да биде кактус. Дали вилата на Водно ќе добие уште едно растение после 10 годишното владење на Ѓорги Иванов, останува да видиме. Од Институтот за ботаника се изјаснија дека ова е добра работа, затоа што кактусот е многу помалку захтевен за одржавање од фикусот. Се очекува уште Стево да се изјасни што би било од фауна и да продолжиме со кампањата.
Чао! Една птица итрица од вчерашни се снајди со последните кратења на буџетот на оваа емисија. Елисалфета реши да биде економична, па ги спои хранарината, патарината и новинарината во еден прилог. До Блаже Рогозинар од 32. Полека бе, маче, као влагаш као Стево Пендаровски на митинг и одма посвојува по една. Го видели каква харизма има, бе? Бе, каков Бред Пит, каква Анджелина Джоли, бе? Влезе на 3 митинга, 3 жени да ме посвоиш, вика, бе. Видели човекот колко е? А Гога? Шо Гога, бе? Гога. Па Гога е јоги мајстор 20 години, бе. Ја разбира тематиката жената, бе. Нека од тебе овдека само буташ, таман те пофали проши пут дека ми се свигаш, те гледам се подебела и подебела секој пут. На спотот на Стево? Бе, шо спотот на Стево? Еве го спотот на Стево. И шо е спотот на Стево? Шо е ова? Фалиуше Владо Јовановски да се појави на крај и да каже мојата чудесна Македонија. Ама кој знае дали може толку брзо како Стево да каже? Река? Шо река, бе? Да те носам на река. Тие тен си била демо дебе. Јас стварно не знам у шо сум се заљубил. На река да те носам. Па да имаш некое тело па да те носам на река. Буташ одека ждереш. Река е оној што се кандидираше таму, што им рече ја ќе ги донесам река. Разбира човекот ќе фати суша, река треба да опере све ова смрделија овдека. И па накапе. Искача од кола. Искача од кола смесна. Искача од кола. Искача надвор. Гриз. Слушаш и каков гриз искача надвор, ајде. Па шо е ова, на шо личи? Не си джентлмен. Па такви као тебе ни Стево нема да посвои, бе. Лом ја направи колата овдека. Едне васпитани све, бе. Ја дечко прочетан кај не сум бил, никад не влајам со сендвич у кола. Не знам кој ги научи све вака, бе. И како да ја однесеш дома. Ке седне ке ждрига на маса, шо ќе кажам на мајка ми, како у очи да ја гледам. А пораснала джентлмен, ја не сум бил. Па зашо ти купи цикерима? Да не ти се гледат тие подачаците? Толку разбира. 200 денара овдека, кој ќе плати ова, бе? Цело време кој стигнеме ме дуп овдека, бе? А сега одиме со пребрзите и пресмешни вести со мене и Александар Рацо шутили пукај на македонски. Миро Маси, нашиот омилен сликар од новата ера, имаше нова изложба. На изложбата Маси на шега изјави дека бара нови предизвици и сака да ги наслика од джаците на Рек Битола. Додека е таму, нека им наслика и филтри. Ново ремек дело на Next Time. Кога стигна на нонстоп се поприеми. Мислам дека ова беше најдобрата досега. Вести од Ебар на исток од Делчево, градските власти го најавија проектот Младинска картичка со која младите од овој град ќе може да штедат при секое нивно купување. Па што се смееш, не ја кажав смешката, најмладиот во Делчево има 40 години. Оваа недела во Дубровник на Охридската ривиера, Охрид, свечено беше отворен иновативен паркинг центар. Со ова се реши проблемот со запоседнатите тротоари во градот, а со тоа се овозможи слободно и безбедно движење на пешаците. Собственичката нова Peugeot 206 прва имаше честа прва да го испроба новиот паркинг во градот. Та се надева дека нејзиниот пример ќе го следат и голем број на други иновативни возачи. Сите оние кои паркират на пешачки, на тротоар и во тревник, сега имат ново место каде може да го остават својот автомобил, со што би направиле услуга за целото општество. Во Визба во грчката Северна Македонија, кај што честопати се напивал Аристотел, пронајден е неговиот неиздаден роман за еден народ кој не постоел. Или пак постоел. Во неговиот роман, со наслов, што не смееме да го спомнеме, но режијата ќе го покаже, се зборува дека некаде на Балканот постоел овој сега веќе митски народ и дека можеби бил сроден со македонскиот. Но ние нема да бидеме вчерашни ако не се пуштиме на терен и не ја истражиме оваа мистерија. Еден новинар, еден народ, 2 држави, 3 држави, 4 држави и последниот. Ова е 7-та епизода на Македонски аутсайдер, емисија која разбранува јавноста, народот
и шишката на Оливер Спасовски. Да, со нас е еден од припадниците на мистериозниот народ, чие што име не смее да се споменува поради проклетството. Но тој е тука за да ни каже нешто повеќе за нивната сага. Добра вечер. Добро вечер на вашите гледаци, на нашиот братски народ. Ние конечно добивме статус на митско суштество, на митски народ, како луѓето на Атлантида, на Тројанците, Самовилите и други сумски, северно-сумски, се извинувам, народи. Одамна се верува дека кој ќе не спомне нас, ќе доживее амнезија. Последното што знам дека господинот министерот Димитров напиша теза за вас која што потоа некако ја заборави успут. Дали мислите дека ова е последица на проклетството кое што ве следи? Токму така, министер Димитров е жртва на проклетството, зашто го спомна името, што не треба да го спомне. Така. Ај се малце за имотите на вашиот народ се наоѓаат према Медитерана. Нема ме прашува за имоти. Не ме прашува за имоти. Добро, ајде, може ли само за гледачите на вчерашни, значи не се наоѓаат према северот, негде се према југот, тој дел од... Не знам. Си ги стиснал информациите, не кажеш па нешто мистериозен, глумиш од преска, се занесол, значи знаеш што можам да ви направам, знаеш дека можам да ви кажам сите еден по еден? Не ми се заканува, не се заканува. Што не се заканувај бе? Ќе те фати проклетството, ќе го изгубиш идентитетот. И што ако кажам, сакаш да пробам? Пробај, ќе видиш. Егец, и? Не викај бе, види се какво си. Што направи бе? Што ми направи бе? Кој сум ја бе? Врати ме бе назад. Ќе ти мицата да ме вратиш назад одма. Тоа беше нашиот новинар Ланчо Пашазотов. Јецо, ќе преземеш? Ацо бе, што ми направи? Режија, кај најдовте овој да ме претворите? Ве молам, вратете ме, ќе читам секако што ќе ми кажете, ве молам. Неверојатно! Вчерашни дознава дека автобусите на ЈСП кои возат до Матка, всушност и не возат до Матка. Поради гужвите на ова туристичко место, тие ги оставаат патниците на само 5 километри од станицата. Од ЈСП со демант, велат се работи за специјални рекреативни мерки со кои ќе се подобри кондицијата на граѓаните. Тие на ваков чекор се одлучиле, откако забележале дека голем дел од патниците трчаат по автобусите и за истото немаат доволно кондиција. Па затоа со вакви вежби веруваат дека ќе ги зајакнат своите мускули од типот на латисимус дорси, пектораlis, мускул во тава, мускул на скара, ректус феморис, вастус интермедиус, господин мускуло, трапезиус, ромбоид мајор, како и стернокледиомастоид, се прецизира во демантот на ЈСП. Да пукнеш, леле што ми направи. Да бегам и прескокам ѕидови, да ме лаат и кинат твоите кучиња, ке рече познатиот Арчи. За жал во Македонија бројот на граѓани каснати од кучиња скитници секојдневно расте, а во болниците тетанус нема ни за лек. Може би тетанус нема, но затоа има причина зошто тетанус нема. Од Министерството велат, не очекувале дека ќе има толкав број на граѓани каснати од кучиња. Па буџетот наместо на тетанус го потрошиле за вакцини за граѓани гризнати од златни рипчиња, желчиња, полжавчиња, папагалчиња, како и пациенти со шливки гризнати од нивните партнери. Тензија, тешки зборови, динамика, жестокост, напнатост, спектакл, крвожедно, експлозивно, варварство, вагабонство, неизвестност. Вака со еден збор може да се опише првиот председателски троел во оваа кампања. Да погледнеме само сегмент. Тя е отрочува, човече. Повеќе подосадно од пресконференција на Јанко Бачев. Кој? Кој да е? А ние продолжуваме со вчерашни. Татковината повикува,
е слоганот на председателскиот независен кандидат од ВМРО ДПМН Гордана Силјановска, или за оние од Твитер Гога МКД. Доказ за традиционалните вредности на Гога се и надалеку познатите сеанси Јога со Гога. Јогата досега се покажала како клучна пресвртница во нашата историја, а за тоа имаме и доказ. Филмот на браќата Манаки, кој досега седеше во архивите, за прв пат ексклузивно во вчерашни. Ајде, браќа јогини, отворете ја третата чакра. Споите ги палецот со показалецот. И спружете ги трите прсти да лижат на халкидики. Он милигром, брате Питу. Ке ом, ке ам, ке дом. Секако дека ом. Гром, тоа е скроз друга партија сега. Брате Питу, каде е братот Јане? Еде сум лево од тебе, зарем не ме гледаш? Не те гледам, медитирам. Така е. Јас па го сторив братот Питу дека е Буда. Види го каков се сторил. Кај ми текна? А каде е братот Гоце? Јас слушнав дека се реинкарнирал во студентски дом. А може би во фестивал за народна музика. Добри сме, добри. Чувствувам неубава енергија. Доаѓаат турците. Така е. Чекајте да видам со третото око. Така е, така е. Идат турците. Со колкумина јогини се. Со 3000 јогини на број. Па кај ќе ги закопаме, бе? Добри сме, добри. Браќа, не се плашете. Така е. Поставивме кристални пирамиди околу Крушево, да не штити од негативна енергија. И дрвени амајли од срешово дрво. Така е. Така е. Дишете, браќа, дишете. Ми се затвори една чакра. И мене една чакра ми е затворија појке. Нема да издржиме, браќа. Нормално дека нема да издржиме, тие се служат и со црна магија, баши позуци. Дојде ли се со модерни мандраци овде? Подсечени не врвојте тука. Кај ми текна? Ја зак да вие. Дајте да преминиме, да фатиме со јога. Како не ти текна порано, бе? Така е, брате. Поздрав на сонцето. Поздрави го сонцето и од мене, даме. Да, јас ке заминем, имам нешто работа. Кај ми текна? Добре, ова. А она што ја одбележа оваа недела не е ништо друго туку средбата помеѓу Зоран Зајцев и Александар Ципров. Да погледнеме како помина. Шо, иде ли? Чека, како беше тоа? Цимер, дек, Стиви Цимер. Како беше? Куре, му ме фана, мама. Еве го е. Соки, Цимер. Нека си, Цимер, Ова исто како нашата куќа, Еби така, да те рамега. Ела да те упознам, бе. Захараки. Така. Ова, видиш у црвеното. Серес. Шо ти не серес, Шо, абе, Хашби лика, ти си Хашби? Не бе, не, он бе, не доваѓа бе, Ципе, не доваѓа, не знам. Хашби Чекай, ќе му пратиме слика, ќе му пратиме. Така. Беше убаво. Сио, Поздрав. Кај идеме сега? Ќе ти покажем собата, бе, твојата нова соба, бе, Ципе, Ана Макар. Нова соба, Цимер, дек седи бе, Цимер. Арали си шо се повалиш. Знаеш дека Цирил Стромбо ги имам, зашто јаде сурда и пиберги. Цимер, дек седи бе, Цимер. Арали си го фалиш. Ципе, бе, ќе живееме. Те собичката, таа терасата тама. Да, можеш гаки да слушаш до 10 пара може. 10 пара, бе, браво. А грење има ли, оле? Подно е грењето, да. Многу убаво. Изволте. Тама пешкирите ги оставаме.
Пескири? Ивана, дай макни се малко. Ја па мисля се знаме, а? Не, таму ако се бајнаш пешкирите И таму. после тоа брисе грб, брисе. А ова што е шкафце? Тука можеш, да, шкаф. Стави цетка, заби, стави гъс папир, стави, а? Види, ово ципе на пола, едната страна ја користам, другата ти, ама можеш да менеш. Имаш и баскетбол, а? Имам и баскет, ама ако сакаш ќе сменеме, не е проблем. Ако сакаш ќе сменеме, ајде сега седи тука. Да ти каже. Такачка. Така, Ивана, де земи во јеловнико, тури го тама и разчисте пола шкаф човек која си нареде гъс папиро. Туку Цимер, колку пати се бациме ја и тебе? Колку пати? Само 2 пати. Ама не бива така, Ајде да се вратиме назад, Ивана. Дај ни јеловнико назад. Ајде се назад. Суки така. бе. Друго е одма. Колку? Ајде го пуштај джингл. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Art of Catering – организација и комплетна логистика на деловни, VIP и приватни настани. Безпрекорна услуга, функционална опрема по светски стандарди, врвни кулинарски специјалитети. Обратете се и опуштете се. Art of Catering. Стинг на Градски, како лек за Македонија. Avalon Production. А сега дојде време да го најавам човекот кој во својата работа никогаш не сме да направи грешка. Путец. Попрецизен од снајпер и посмирен од хирург. Човекот чие платно се вашите глави, на кој тој ги создава своите ремек дела. Убав бе, колку сакам со редовни муштери да работам вака. Види. Види го се, овој Ципрас ни е на гости и цела држава парализирана, разбереш? И се овие го запнава, зашто химната не ја пуштиле бе, која го пречекале. Па ви каже човекот, му каснел авионот и сега, шо? Ако ја свирела химната, ќе немаше време 3 селфија да направи, евентуално едно само. И на шо ги личи тоа? И како шефе па ова? Јога гога како наоѓа време да вежба јога? Абе, ајде нека си вежба на свето, али не знам ја таа флексибилност. Не е добро за некој председател да ти биде толку, да витка кичма, да биде флексибилен. Тој треба да биде крут, цврст треба да биде. Ти си млад бре, ќе си вежбаш кала сутра, тоа е убаво. И ќе ти отвори све, ќе ти отвори чакрите све, карлица ќе ти се рашири, све супер има да биде. Ало бе, дете, абе, дај доста бе, гледаш дека Грција ме тука, дај малце биде адекватен. Не знам. Магионичар, дај бе направимо тамо. Така бе, дете, гостија ме од Грција, биди малце домакин. Тоа е, глеј. Дај бе, дете, дај да скршам нешто, дај да имашам више. После да изметеш ова све. Одма е друго, гледаш. Абе нема, мора си добар домакин, која имаш Грци тука све. А баш пред да дојат, ми проаѓа тука Зоки так на Джамов
Го гледам со Ципрас тука, шо е бе, викам, шо е бе, премиере, дојди бе, викам, молим те да сака да те види, сака ваква бакенбарда да ми направиш као неговата. Ај, викам сега, има муштерии тука свет, дај на брзинка едно селфи. И правевме нешто тамо, duck face, трип, пошто јас сум фотогеничен дечко, не ми треба многу. И викам, што е бе оваа гужва, викам, 70 луѓе шо? Вика, бизнисмени, ке прават мостови. Шо бе мостови, викам, па кај ви е тој Сугаревски, тоја тендери мендрите средите? Не бе, такви мостови, викам, на Зубар киделе да прават мостови. И ја глуп. Че, како да не ми текне бе, шо може да прават Грци у Македонија, или доаѓаат на Зубар, или да купат некоја државна фирма. А од државни фирми уште здравство они остана. И сега они шо не се глупи у тоа, нема трну здрава нога си ставаат. Шефе, ме еднал некој од тие, некој Ставридис, и ја му викам дали сум ти убав на слике, ми вика не. Сега ќе видиш ти што е модерно фризурче, дај печкич. Ја, гледај ва сега. Хоп! Ајде, гледај. Ова ти се вика сега магија, гледај бе. Хоп! Ова. А ти се СДС на власт, тоа фризурче најмодерно ти е, одака. Иако ти смета, можам да ги скратам овие, можам плетенки да ти ги направам. А на грчки ова се вика хтаподија. Ајде, дај стотче и гитла, ајде, дај друго дете. Тоа беше се за вчерашната кампања. Ако пропуштите сегмент од оваа целина, гледајте не на njenjenje.fn.mk или на YouTube каналот. И не заборавајте да не гледате следната недела во 19 часот и 30 минути на Канал 5 телевизија. Сега сте Чеко за ците. Така и Елена. Добро утро на сите, освен на тие што пишуваат те сакам во поштенското сандаче. Добро утро и од мене. Не останувајте така. Абе, комши, мене сега ми кажа дека ти уствари гејец си бил, бе. Мислам, од овие наши бе, што не зборат исто, бе. Те ли намиламе еленика? Знаеш како се вика на грчки конобар со многу оштар нож? Сервиторо метрохизмено махери. Не, конобар со оштар нож, кој ќе ти го закале овдека, кој ќе ти донесе смерката. Ендакси? Аје, фиге ја поедо, фиге.